Добре ни дојдовте во неделниот микс. Ве поканувам да останете заедно со нас. Следните минути имаме многу гости и многу теми. А како прв гостин денеска ни е писателот и новинар Душко Кралевски. Поводот за неговото гостување е неговата нова книга, ново издание, 70 анегдоти, односно автобиографија во 70 анегдоти сеќавања. Ова е по една голема символика, а поводот и символиката за напишаната книга е 70-тиот роден ден на Кралевски. Па добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ви благодарам што ја прифативте и пред се честитки за вашата нова книга. Благодарам. Еве, тука ја имаме книгата автобиографија во 70 сеќавања. Вие вашите изданија секогаш ги правите во мал број. Да. Мал тираж, всушност. Така, да. Да, значи, јас сам се ги правам и во ограничен тираж и оваа година, бидејќи полнам 70 години, размислував како тоа да го прославам и ми текна дека можеби најдобро јас се изразувам преку анегдоти. И луѓето највеќе така се сеќаваат на мене, дури на една работилница, кај што бевме во една невладина организација, поентата беше со еден збор да ја објасниме карактерот на некоја личност. И кога дојде ред на мене, таа колешката рече анегдота и сите Душко Кралевски. Се подразбираше дека? Се подразбира кој кажува анегдоти. И мене тоа ми дојде дека добро е било да направам една книга кај што ќе соберам 70 анегдоти, нели, за секоја година по една. И настојав тие да бидат од една страна духовити, бидејќи јас од најрана возраст сум се служил со хуморот и сатирата, меѓутоа и да има една промисленост, едно размислување, поента во сите тие анегдоти и затоа ги нареков сеќавања. Од една страна ми беше како инспирација Бранислав Нушич, бидејќи целата негова автобиографија е хумористично-сатирична, а кај Блаже Коневски има едни записи што го објаснува, прво го опишува настанот, а после тоа си дава еден свој заклучок, едно свое видување на сето тоа што се случило. Вие тоа го правите во вашата книга, како дообјаснување на анегдотите. Да, за анегдотите, малку да ги ставам во одреден контекст и на крај нели сепак една поента на сето тоа да се даде. Одлично, ќе прочитаме ли некоја? Ајде, може. Еве, некако ова ми се допаѓа од трње кон звездите. Добро. Како средношколец почнав да се занимавам со писателство. Бев слаб ученик, а книжевност и карикатурата ми беа поле на кое сакав да се афирмирам и да докажам еве ме бива. Во списанието Остен, каде што претендирав, соработуваа видни автори од областа на хуморот и сатирата и за мене немаше место. Јас упорно цела година им пуштав прилози, а тие упорно ме одбиваа. Татко ми велеше: "Уште ли се бавиш со тие циркузи? Гледаш ли дека не ти ги прифаќаат?" Но јас не се откажував. Набргу почнаа да ми објавуваат, а на прва година на факултет почнав да пишувам и во студентски збор во рубриката Кикс. Моите поздрави и честитки стана голем хит. Еден ден со другарите стоиме пред тогаш популарната Ванила, доаѓа еден непознат чичко, односно дечко, и ми вели да ви прочитам нешто интересно. Студентот Јосе поздравува својата непрежалена љубов Босе со песната "Те чекам, те чекам". Така, тука присутниот Јосе го прашува: "А знаеш ли кој го напишал тоа?" "Некој си Душко Кралевски." "Па еве го, тука пред тебе." И потоа имате објаснување. Да. Подоцна покрај хумор и сатира пишував и сериозни новинарски текстови, бев на прагот да ме примат во студентски збор како внатрешен соработник. Работата се одложи во недоглед, а јас напишав коментар на дворешен соработник "Што е тоа?", во која опишав тажната судбина на надворешните соработници, на кои им ветуваат "Ке ве примиме утре", а потоа никако утре не доаѓа. Тие остануваат надвор од редакциите, да ги гори сонцето, да ги мијат дождови, да ги сушат ветрови. Овој текст го објави во списанието Млад борец и предизвика големо внимание. Да. Па еве сега вие дајте ни до објаснување. Понатаму објаснувањето, да. Јас во новинарството, значи, влегов преку хуморот и сатирата и тука кажав дека голема популарност текна моите текстови и после почнав и текстови новинарски да пишувам и
тука објаснив дека долго траеше тој процес на ќе ве приме за внатрешни соработници и јас во еден момент на резигнација напишав еден текст и мислев да се откажам од новинарството. Меѓутоа интересно понатаму продолжа во Млад борец распиша конкурс за млад новинар. И јас бидејќи бев претходно познат во студентски збор и кај нив заради нивниот текст ваму го изгубив местото и ме примија во Млад борец. Тука има еден интересен момент. Јас нели како и секој што конкурира си напиша кога сум роден, што молба и така натаму. Меѓутоа имаше биографија која беше автобиографија со хумористично-сатирични елементи. И некои од вработените рекле: "Абе, овој се зафркава со нас." Тоа е првата хумористично-сатирична автобиографија што сум ја напишал. И после тоа, кога ме примија во Млад борец, ми испратија на еден фестивал под Козјашки револуционерни средби во Куманово се одржуваше тој на едно југословенско ниво. И првата година таму убаво се друже со млади поети од цела Југославија и сикам за следната година може нема да ме пуштат мене од Млад борец, туку некој друг колега. И сикам најпаметно јас да си напишам песна и расказ да ги пуштам на конкурсот, па да ме примат да учествувам. И таа година не само што ме примија, туку добив награда за најдобра песна и трета награда за расказ, фактички станав главна звезда таму во Куманово. И за анегдотата завршува тоа што имаше вечерни новости, една страница новости из Македонија се вика, значи новости од Македонија и таму имаше текст за тие подкојзачки револуционерни средби и во насловот прва награда Кралевском. И татко ми што нели на почетокот кажувам тука што ги пишеш овие циркузи, кога виде дека ете јас сум успешен и во сериозни работи, многу задоволен, многу среќен го носеше тој весник на работа кај што работеше. И таму се пофали дека еве синот колку е успешен во пишувањето и така на еден позитивен начин заврши таа авантура. Душко, во вашата книга може исто така да се забележи дека вие за многу личности па и институции имате свои анегдоти од ваши претходни ситуации. Да, тоа јас го направив намерно, затоа што си викам, јас како личност можеби за некого не сум интересен. Зашто некој би читал за некој Душко Кралевски, кој не го знае. Меѓутоа, ако ги има тука Блаже Конески, ако го има Гане Тодоровски, професорот Ѓорги Марјановиќ и така некој Коле Ангеловски, Даде Ангеловски, така познати личности, може ќе земе да прочита да види каков однос сум имал со тие луѓе. И јас се трудев тие анегдоти така да бидат од една страна интересни, меѓутоа да не бидат навредливи, освен во некои исклучителни ситуации, кај што поинтата беше да биде духовито и да биде забавно, да биде интересно. И сега јас кога бидејќи ги пишувам овие мои книги, ги правам за многу ограничен круг на читатели. И затоа кога се договарате, ви спомнав за некои луѓе, не е убаво да ги спомнаме, бидејќи телевизијата е многу масовен медиум и плюс некој ако е спомнат тука, не се знае во кој контекст се спомнат, па зашто е спомнат, па може и така. Погрешно да се разбере. Погрешно да се разбере и затоа јас би ти препорачал таму кај што сум јас присутен, а може понекогаш и кај овие познативе личности, мои професори со голема почит сум пишал за нив и во анегдотите така со една почит се спомнат. Која би ја издвоила како ваша милена анегдота? Има ли такви? Па сега да се разбира дека има, можеби според мене сега ми паѓа на памет анегдота со професорот Гане Тодоровски. Еве имам тука. Па можете и вие да прочитате. Ајде да ја прочитам, јас само да ја најдам. Со професорот Гане Тодоровски ние се запознавме на факултет. Значи тој беше еден од најпознатите професори со најголем авторитет и еднаш кога седнавме да разговараме, претходно имаше диско вечер. И тога се одржува некој диско вечери на филолошки и филозофски факултет. И таму имаше едно наградно прашање, што е оптимист? Одговорете духовито. И некој од тие таму напишал вика, оптимист е човек што доаѓа на диско вечер и очекува да го сретне професорот Гане Тодоровски. И јас вам го кажав на професорот, вика, па тој вика реален оптимист. Зошто? Па јас еднаш бев, вика.
И така се насмеавме и он после почна да ми кажува некој приказни од неговиот живот, вика, одам јас еднаш на Бит пазар да купам сирење. И вика, нормално, вика, пред да го купам, пробувам едно парче, да видам какво е сирењето и поминува, вика, еден пазарџи ми вели, попе, денес е петок, се пости. Значи професорот го заменил со некој поп и така многу ние интересно си поминувавме. Сега има еден момент кога дојде, тогаш имаше делегатски избори и јас се најдов на таа листата како прв бев таму како кандидат и мене студентите бидејќи нели бев познат преку студентски збор и така ме избра за делегат во ректорат. Па браво, одлично. Да, а професорот го избра од професорите. И сега се најдовме таму во ректоратот и чекаме сега како ќе се одвија ситуацијата и само кажа, вика, треба, вика, во град Скопје, демек на ниво на град Скопје, ректоратот ќе го представува некоја студентка од правен факултет по клуч. Значи, ние сите таму, жабе не избира, толку беше прва и единствена таква средба и тука велам, јас така ми заврши мојата политичка кариера со еден состанок, а професорот Гане Тодоровски после на првите парламентарни избори преку МААК се кандидираше, меѓутоа не постигна некој успех, меѓутоа подоцна постигна успех, стана наш амбасадор во Москва. Значи, македонски амбасадор во Москва и така си ја заврши својата политичка и професорска кариера претходно и сега билам професорот Гане Тодоровски замина од оваа димензија, претпоставам дека таму кај што е сега добро ја представува Македонија и понатаму. Така е, апсолутно. Вие покрај вашата нова книга постојано творите, постојано пишувате, а исто така по повод 8 март, нели, кој што веќе измина, но во секој случај посветено на жените, на женскиот пол, имате напишано и 70 пораки во низа изнедрени од себе. Так. Токму посветени на жените. Па не се сите посветени на жените, повод беше 8 март, има добар дел од нив се за жените, меѓутоа јас човекот го гледам како личност. Нормално поводот беше 8 март, меѓутоа сите овие пораки се за секоја личност посебно и секој може да се најде во неа. Можете на почеток тука се спомнуваат половите, може да прочитате кај што се спомна женскиот и машкиот пол. Да, еве, пред тоа една мисла посебно ми го задржа вниманието. Човек треба да е трпелив да го дочека вистинското време за вистинските нешта. Се во природата се случува на време, дури и не времето што ќе не изненади. За да бидеш овде и сега, не ти треба некое посебно време, посебни околности и посебни вештини. Сите Божји созданија живеат во тоа, овде и сега, освен ти. А ти не си некој речиси. Јас сум тој што сум, кажи си во себе и биди. Так. Убава мисла. Так. А еве сега конкретно за жените. Мислам на почетокот дека е негде. Да, ова сепак не е. Чекайте да видиме тука. Да. Возлюбени мои, ве нарекуваат послаб пол, понежен пол, поубав пол, но вие не сте пол, не сте половинка. Од ти пола на пола ништо цело. Не сме повикани да љубиме со пола срце, да размислуваме со половина ум и да действуваме со пола волја. Сите сме плод на целосна љубов, на целосна промисла и на целосната волја на оној што е. А што правиме ние? Самите во себе се делиме и парчиме и не стигнуваме да се обединиме во себе и со себе, а камоли со целокупното постоење. Ако сакаме, можеме тоа да го постигнеме. А како? Со љубовта во себе, со разумот во себе, со здравоста во себе, со се што ни е дадено во нас, за да го негуваме, споделуваме и подаруваме како што тоа го прави изворот на се што постои, што се развива и благородува. Так. Преубава на вистина. Да, значи јас оваа книжка ја напишав во рок од 24 часа. Значи
и ја илустрирав, и ја отпечатив, и им ја однесов на пријатели, што тој ден прославувавме 8 март, 20 и нешто луѓе имаше, и малку задосни, и ми кажат, кај си бе Душко, па еве да завршам книгата, да имам да ми дадам, се тоа го направи за еден ден, и мене ми беше интересно како еден предизвик. И претходно имав и други некои предизвици, меѓутоа, овдека бидејќи зависев од некој нешто, од принтер, од компјутер, од така, малку задосни, меѓутоа другите предизвици што се ги има, што лично зависе од мене, немаше никаков проблем. Тоа е фантастично, 70 мисли за еден ден. За еден ден, испечатено и подготвено и доставено до небесните. Доставено, да. Еве имаме уште една, 66-та поред мисла. Уште древниот филозоф забележал: мажот се влюбува гледајќи ја жената, а жената најчесто слушајќи го мажот. Мажите наводно паѓаат на површна и минлива убавина, а жените повеќе го ценат убавиот збор и убавата срочена мисла. Во практиката поголем успех има ласкавецот кај жената, ја обсипува со суетни комплименти од уметникот на речта и мислата, кој не ја познава женската психа. Воопштувања колку што помагаат, толку одмагаат, зашто секоја личност, маж или жена, е посебен свет, кој може да го изненади и наискусниот истражувач и проучувач на односот маж-жена. Во тоа, веројатно е најголема привлечност и убавина на ваквото проучување. Да, сега тука можам со една анегдота да се надоврзам, всушност чега е. Значи, некој бил многу побожен човек. И Бог му се јавил и му вели, јас сум многу задоволен од тебе, кажи што сакаш да направам. Овој размислува и кажа, дај ми Боже една таква моќ да успеам да ги разбирам жените. И Господ му рекол, барај нешто друго, зашто јас не ги разбирам. Сега нели ова шега е за женскиот пол, меѓутоа мислам и за секоја личност важи. Значи секој од нас си крие некои контраверзии во себе, контрадикции, така што многу е тешко човек да биде доследен. Според мене и според многу други, доследни се само овие лудите. А овие што се здрави и колку толку нормални, често се недоследни. Затоа што во овој ваков свет не може човек да биде целосно доследен, меѓутоа може да биде, да балансира помеѓу една крајност и друга крајност, да се најде себе си во средина. На средина, да. И тоа не е едноставно. Да. А инаку се согласувам со вас, не може постојано да бидеме исти, како велат, не сум зид цврсто постојано да стојам. Значи нормално да се менуваат мислења, ситуации, а и ние да се обликуваме. Сега ми текна за Салвадор Дали, тие што го знаат од тоа време, он беше така доста малку налудничав и многу интересен, ексцентрик. И на едно место вели, јас не сум луд, бидејќи сум таков како што сум, а на друго место вели јас сум луд. Значи тотално недоследен. Ама тоа јас заклучувам, бидејќи недоследен, значи е нормален. Да беше луд, ќе беше доследен во билото. Но секогаш постоеле стереотипиите и за мажите, и за жените, и за нивното разбирање или неразбирање едни со други. Им се чини дека тоа интересно и за читателите, и за писателите да пишуваат, нели? Има еден друг стереотип, да речеме, сега можам да го кажам, нели има многу вицови за русокоси, односно плавуши на српски. И сега еден пријател ми каже, да ти кажам Дуле еден виц, вика, за русокоса, за плавуша. И му викам, знаеш кој раскажува вицови за русокосите? Кој? Неуспешните мажи. А викам, успешните мажи водат љубов со нив. Значи, гледаш како им се одмаздува. Значи, мажите, ако биде одбиено некоја таква прекрасна русокоса, ќе ги направат тие русокосите се глупави. Да, значи, секојаш постои можност за недоразбирање, меѓутоа и премостување на секое недоразбирање. Точно, да, и треба да се стремиме кон тоа. Така е, така. Душко, извираат буквално од вас овие мисли, ситуации, претпоставувам дека тоа доаѓа од секојдневната комуникација со луѓето, читање, надградување сите овие години. Ви исто така имавте напишано и книга посветена на мислите на голем број јавни личности, научници од светски рамки. Така што што е оно што вас посебно ве поттикнува да творите? Па, интересно е дека јас уште на своји 12-13 години открив дека имам талент за пишување. И јас не знаев, меѓутоа професорката по македонски јазик ја пофали мојата писмена работа и веднаш јас дојдов во центар на внимание
И така полека пишував текстови различни и сега размислувам од таа возраст до денес да сум пишал по 3-4 такви случаи, анекдоти на ден, јас би напишал околу 70.000. Меѓутоа интересно е кој би прочитал, кој би читал 70.000 анекдоти, односно би можел 70 книги по 1000 анекдоти или 7000 книги по 70 или колку беше по 100. Сеедно. Туку поентата е дека можат многу случаи да се напишат, затоа што гледам јас кога на моменти кога сум водел дневник, кога сум ги забележал, сум можел по 5 до 10 такви кратки приказни да напишам, така што не е проблем. Работата е во дисциплината. Меѓутоа, сепак поентата е да знаеш кога да ги употребиш и да бидеш селективен кон сите тие случаи што се случува, да знаеш во одреден контекст да ги ставиш и од сето тоа да извлечеш една поука, една поинта на крај, што ќе ти користи и тебе и на другите околу тебе. А која мисла или совет посебно ви е оставен во сеќавање? Па, секој, минатиот пат кога гостува, кажав дека секој од нас си е посебен и уникатен и секој треба да си ја развива таа своја посебност. Меѓутоа, поентата е дека ние сме тука дојдени да влечеме искуства и другите може само да не инспирираат. Меѓутоа, другите не може да го поминат нашиот пат. Секој од нас мора да си го помине својот пат, меѓутоа, од тој пат да извлече соодветно искуство и мислам дека најважно е човек барем после известно време, после известна дистанца да увиди дури и непријатни случаи кои му се случувале, дека и тоа имало смисла. Значи се во овој свет има таков еден афоризам, вели оној што гледа недоследностите во светот, тој е хуморист. А вика оној што ги гледа доследностите, тој е мудрец. Значи, јас сум се трудел во целиот свој живот од една страна, преку хуморот и сатирата ги гледаш тие недоследности, може да те видат смешни, забавни, ама од друга страна па треба да ги гледаш дека сето тоа има некоја повисока позадина, нешто невидлива на прв поглед, ама сето тоа си има една подлабока смисла. Така е, да. И кога и те се случуваат неубавите нешта, секако дека не се смешни, не се интересни, од како ќе помине време, може би поинаку ги гледаме нештата. Еве да прочитаме уште нешто, па ќе искоментираме. Добро. Ако умееш на смешното да се смееш, тажното бргу да го оттагуваш, за ситното да не се ситничариш, за крупното да не преувеличуваш, а вистинските и лажните нешта да ги именуваш такви какви што се, можеш да се сметаш за добар ученик во училиштето наречено живот. Ова училиште никогаш не завршува. По основното има средно, по средното високо, по високото уште повисоко и повисоко. На учењето му нема крај. Колку повеќе тоа те фрустрира, толку повеќе ти останува за учење и доучување. Цел живот се учи, нели? Така е. Сега, да речеме, јас сум размислила кога сум бил на некоја помлада возраст, 70 години, нека кузне колку е некоја возраст голема, меѓутоа, јас мислам дека секоја возраст човек може да учи нови нешта и да ги надмина ограничувањата. Еве сега исто сум истражувал дека човек на биолошки план расте, се развија до кај 30-та година. И затоа спортистите, нели, најдобрите резултати околу 30-та година ќе ги постигне. После може да се занима со врвен спорт уште 5 до 10 години од прилика и после се пензионира. Ама какво пензионирањето на 35 години, значи ти останува уште многу добар дел од животот кај што можеш многу нешто да направиш. Има една анекдота со еден бразилски фудбалер Кака. Тој мислам дека беше прогласен една година за најдобар фудбалер на светот, ама после фудбалот се запишал на теолошки факултет и завршил теологија. И кога се сретнал со еден од нашите простори и кој го прашал за фудбалот, вика тоа беше изгубено време, вика моје глупирање. Како глупирање, најдобар фудбалер на свет станал? Ама од негов аспект, да речеме, со одредена дистанца гледа дека тоа не е ништо посебно. А од друга страна, па јас мислам дека од секој период од животот ние можеме да извлечеме поука. Да речеме, тука јас пишам за одредени ситуации, значи треба
да развиеш дисциплина, умење, победнички менталитет. Мислам дека суштината е на нашиот живот во било која возраст. Ние да градиме победнички менталитет. Ние можеби и на најмлада возраст, кога сме најсилни, да имаме негативен, губитнички менталитет. Нели, има многу такви луѓе, се чувствуваат губитници. А некој има и на поодмината возраст, тука спомнувам и некои што се повозрастни од мене, што се планинари уште и така натаму, и на физички, активни на секој план. Значи, според мене, човек може физички да се развие, да речеме, до 30-та, 40-та година. А на ментален план сум гледал порано, да речеме, кога сум следел шахот, на 50-60 години станува шаховски првак. Значи, ментално може човек и на по-одмината возраст. А некои, да речеме, писатели, музичари, сликари, на 60, 70, 80 години да биде најуспешните дела да ги направат. А би рекол на духовен план дека нема никакво ограничување. Значи, возраста е само бројка и секогаш човек има шанса да се развива на духовен план без разлика на возраста, на образованието и на другите надворешни ограничувања. Креативната дејност буквално го продолжува животот и од ментален аспект, од секој аспект. Читањето секако, но ете кога творите, кога создавате, уште толку се облагородувате. Така е. Како, нели, писател, како творец? Човекот е едно целокупно битие. Значи, не е само човекот тело, не е само ум, не е само ограничувања телесни и така натаму, туку една комплетно кај што човекот има дух и душа. И сега со вештачка интелигенција, нели, сега тоа е многу актуелно. И зашто верувам дека таа не може да го земе местото на човекот, затоа што ние на вештачка интелигенција нема душа. Сега замислите интересна ситуација. Ако веруваме дека ние сме создадени од еден творец, кој е семоќен, сезнаен, се присутен, колку, значи, ако е совршен тој, значи нас не создал да бидеме, повикани сме на совршенство. И ние сите луѓето имаме душа. И пак колку грешиме, односно како човештво колку сме назад во однос на тоа што треба да бидеме, а замислете си некој направа измислена од човекот, како може таа да биде понапредна од еден човек што има душа, а направат или систем некој политички, економски и други што нема душа. Значи, сепак врно создание е човекот и верувам дека човекот и во такви ситуации пак ќе се справи, ако не целото човештво, еден мал дел од човештвото ќе преживее и ќе почне приказната однова. Да. Она што има душа, тоа е човекот, е нешто можеби најсовршено во односите и на дела и се, да, сега вештачката интелигенција е во подем, но сепак, иако се поделени мислењата, нели, во кој дел таа помага, апсолутно. Да, помага. Но треба да се употребува во позитивни цели, затоа што сега гледаме, нели, со овие војните, еден војник со вештачка интелигенција може многу поуспешен да биде од 100 војници што не користат и така натаму. Значи, не треба од таа насока ќе видиме на кај ќе се развие општеството. Ние творците, креативните луѓе сепак се надеваме дека во позитивна, во една креативна насока ќе се развиваат нештата и луѓето ќе ги направи покреативни. Само ќе им помага, тоа исто како да речеме музичарси и вештачката интелигенција како еден оркестар. И му кажуваш сакам таква и таква песна, му даваш идејата, тоа ја разработува и ти прави, нели, музика, ќе речеш, он ти прави, ама ти ако не му дадеш идеја, ако не му дадеш текст, насока, ништо на тоа, ништо нема да личи. Значи, човекот сепак треба да биде тој што ќе ги насочува нештата во вистинска насока. Така, апсолутно. Овие мисли ги читаме, ги прочитуваме, а вашите анегдоти некои си подолги, па немаме баш време целите да ги читаме, но во секој случај нашите гледачи каде може доколку сакаат да добијат книгата? Сега вака, значи на 29 јуни ние закажуваме во Домот на култура на градежните работници. Таму ќе има промоција на книгата од 20 часот, значи се повикани да дојдат и таму ќе бидат сите што ќе дојдат, ќе имаат можност да им биде подарена книгата
и јас ќе отпечатам 70 примероци, затоа што во салата кај што ќе бидеме отприлика толку има места и верувам дека секој што ќе дојде таму ќе има можност да ја добие книгата, да ја прочита и да присуства на едно дружење. Јас не би сакал да правам класична промоција на книга, сам ќе се видам промотер и сам ќе се промовирам себе си, односно книгата, заедно со моите таму присутни пријатели. Јас не сум формален човек и ќе гледам сето тоа да биде на еден интересен, забавен и поучен начин. Така, да објасниме като е спроти гимназијата Јосип Броз Тито во зградата, така што ете ќе бидеме дел и ги покануваме и нашите гледачи. Да, се надевам и ти, драга Марија, дека ќе дојдеш. Да, со големо задоволство. Секако, знаете колку ве почитувам вам и вашето дело, секогаш сте гостин кој што сте добре дојден тука кај нас во телевизија 24. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам за поканата и се надевам дека бевме интересни за нашите гледачи. Па и јас се надевам, со вас е секогаш задоволство да се разговара за убавите мисли и за маку да профилозофираме за животот, нели? Така е. Така, јас на крај би кажал една кратка анекдота. Една пријателка ме прашува: Душко, дали тебе ти се случуваат негативни работи? Затоа што најчесто ме гледат како весел, секојаш расположен, и јас си велам: нормално како и секој. Па како се справуваш? Па велам, кога ми се случуваат негативните нешта, јас си молчам, а кога ќе заврши, тогаш ги коментирам како хумор и сатира. Значи, многу е добро човек да може да направи дистанца помеѓу случувањата, кога се случуваат убави, да не се врзуваме за нив, да очекуваме дека постојано ќе ни се случуваат весели и убави работи, а кога ќе ни се случуваат негативни, да имаме трпение, истреност и да имаме можност да ги преобразиме, односно вештина, како сето тоа да го преобразиме од тие негативни нешта во весели и во здрави, во убави работи. Така, еден голема полка и пример за сите нас. Се надевам. Ето. Се надевам, тоа ми е целта на сите овие мои ангажмани. Така, почитувани гледачи, спомнавме дека промоцијата на книгата автобиографија во 70 анекдоти сеќавања на новинарот и писател Душко Кралевски ќе биде на 29 јуни во Домот на градежници, така спроти гимназијата Јосип Броз Тито, така што ите доколку сте во можност, само кажете ни во колку часот? Во 20 часот. Во 20 часот. Ете, кој може, повелете, присуствувате и вие на промоцијата. Јас ќе поканам да останете заедно со нас, затоа што се враќаме набрзо со нови содржини.